Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во првата емисија посветена на јавните предпријатија од општина Прилеп. Денес сме на гости во јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови, кај директор Бранко Нешковски. Добар ден. Добар ден. Како си? Добре, фала. Сега малку ќе ми биде тешко да персирам, ама мораме. Почетниот разговор ми кажавте дека ова е најмладото јавно предпријатие во општина Прилеп. Е нешто поопшто, кој сте, што сте, Личната што се занимава, личната карта на предпријатие за просторни урбанистички планови. Значи градот покрај својата администрација, односно локалната самоуправа, има мисија да формира јавни предпријатија кои се занимаваат со јавни дејности, односно улеснување на животот на граѓаните. Постои јавно предпријатие за водовод и канализација, постои јавно предпријатие комуналец кој се грижи за паркови, зеленило и комуналната хигиена во градот, постои јавно предпријатие пазари и ова е најмладото јавно предпријатие, значи јавно предпријатие за просторни урбанистички планови кое се грижи за урбаниот, така е формирано, односно мисијата му е да се грижи за урбаниот дизајн на градот да ни го прави поубав, односно да се занимава со урбанистичко планирање, со архитектонско планирање. Тоа е матичната дејност на ова јавно предпријатие. Сега Во прилог, во текот на годините се надоврзаа уште неколку дејности кои јавното предпријатие за просторни урбанистички планови ги превзеде. Тоа е организација на сообраќајното мирување или популарно наречен платен паркинг и јавниот градски превоз. Значи овде сублимираме покрај урбанистичко и архитектонско проектирање и планирање, дејноста му е да го организира платениот паркинг на територијата на општина Прилеп и јавниот градски ќе дојдеме ќе зборуваме за јавниот паркинг и за градскиот превоз одделно. Сега спомна една многу интересна дефиниција, да се грижи за убавината на градот. Да, мисијата му е првенствено замислена Можеш пластични примери да ми кажеш во моментов што се превзема од страна на јавното предпријатие за Прилеп да не биде поубав? Тоа да дојдеме до тоа мора мала историја да кажем. Значи јавното предпријатие е формирано од Советот на општина Прилеп 2004 година. А со активна работа е започнато 2005 година, од кога почна времето на разубавување на градот. Дела на јавното предпријатие за просторно урбанистичко планирање кои се видливи и кои се постојни, тоа е плоштадот пред Комерцијална банка заедно со Сефонтаната и сите парковски површини, плоштадот пред Марко Цепенков, кружните текови низ целиот град со се скулптуралните решенија во центарот кои кружните текови не се само сообраќајно поврзување и сообраќајно решение на еден град, туку тие се во урбанистичката терминологија како урбани репери, градот каде што се препознава. Некогаш порано градот се препознавал по некој случајно оставен камен, каде што се збирале местните авторитети. И тука станувало сред село кај чешмата. А сега градовите имаат своји урбани репери, и во нашиот град постојат градска кафеја на кај сатот под градскиот сад. Значи тие се урбани доминанти, кај реклами, така е. Тие се така сега не се само скулптурални решенија, туку се и урбани репери. Значи фактички ако предпријатието е формирано 2004, започна од 2005 со активна работа, ако не се лажам, тоа е точно почетокот на децентрализацијата во Македонија, кога општините добиваат повеќе надлежности, поголеми буџети и веќе можат да функционираат. Локалната самоуправа сама по себе значи на градот да си работи како една фирма, да си се грижи за својот град и да се стопанисува и да си се финансира само од себе, нормално во делови каде што и централната власт финансира некои делови. Али претежно работи како градот е фирма, градоначалникот е раководител на таа фирма која стопанисува со
со градските дејности. Ако се грижи со планирањето на урбаниот простор за утре да биде градот поубав, веќе како што спомнавте на почеток имаме уште две дејности, а тоа се паркинзите и јавниот превоз. Сега паркингот во Прилеп знаеме сите дека е сериозен проблем. Реално сериозен проблем. Имаме две катни гаражи кои што не функционираат, не се користат. Има ли идеја предпријатието да се работи или како да се реши проблемот со паркирањето во Прилеп? Паркингот по дефиниција, односно собрајчиот формирање е проблем за сите поголеми градови. А ако го земиме во обзир дека од 2015 година до сега неколку пати е зголемен сообраќајниот фонд во градот, со оние попусти вози на странски возила, значи не остана семејство во нашиот град не по 0,5, туку по 2 возила имат во едно семејство. И тоа се одразува во голема мера не само на сообраќајниците, туку и на деловите каде што се паркираат возилата. И платениот паркинг простор се наметна како потреба. Прво и основно не е да се полни предпријатието со пари, туку и основната идеја на платениот паркинг простор е дестимулација на излегување со сопствено возило. Тоа е основната идеја. А веќе ако излегуваш со сопствено возило, треба да бидеш подготвен финансиски, да платиш бензин, да платиш регистрација, да платиш платен паркинг. И да биде тој паркинг, тој простор каде што ќе го оставате вашето возило, да биде организирано и сместено на безбедно место. Значи прво организирано, да не му смета на доминантните движења на пешаците, на сообраќајот да не смета и да биде безбедно вашето возило, бидејќи тоа само по себе кошта. Освен подигањето на свеста за користење на платен паркинг, користење на јавен превоз, кој друг начин може да се превземе или други чекори да се превзема за да се реши тој проблем? Значи, првенствената намена е дестимулација да излегуваме со сопствено возило. Придобивките се многу кратки, значи загадување на воздухот, бидејќи по некои статистички анализи секој излегува 1 до 20 максимум во возило. А загадувањето е исто. Автобусот превезува 50 патници, а загадувањето исто е колку и едно возило. Сега во овие услови преминуваме кон возила кои допрва ќе дојде тој тренд за возила кои не загадуваат. Нашите автобуси се на метан, што имаат загадување емисија 0, но сепак имаме други возила кои се уште се на дизел и представуваат фактор на загадување. Бројот на паркинг местата во градот, колку и да голем, повторно ќе биде мал. И покрај постојањето, како што спомнате, на две приватни катни гаражи, не се сложило едната катна гаража работи со пун капацитет, она матичната катна гаража. Првата катна гаража кај старата автобус. Старата работи со пун капацитет. Не сте забележале. Катната гаража е сега веќе после извесен период од 10 на години си го добива значењето за кое што беше наменет. И таа е вистинска катна гаража. А другата катна гаража, како што ја нареклате, тоа не е катна гаража, тоа е обезбеден паркинг за деловните простори кои ги има објектот. Бидејќи тоа е 99% узурпиран просторот со објект и паркирањето проектантот го нашол на кровните површини за потребите на деловноста, на муштериите, на вработените, бидејќи во урбанистичката наука, значи на секој 80 метри квадратни деловен простор следува едно паркинг место. Ова е одлична информација, затоа што барем луѓето со кои што јас сум разговарал. Катна гаража, тоа не е катна гаража, сите го нарекуваат. Тоа е паркинг простор за самиот трговски објект. И тоа е приватна инвестиција во која нити градот, нити јавното предпријатие нема надлежност. Исто и првата катна гаража. Во некои урбанистички планирања, тука планерот оценил дека на градот му треба гаражирање на спрат, бидејќи економично искористување на просторот, тоа е катна гаража. И предвидел приватен инвеститор ја откупил парцелата, изградил во согласно со урбанистичките параметри, али не е во собственост ни на градот, ни на јавното предпријатие
за просторно Значи да резимираме околу паркинзите, најважно е да се работи на дестимулација на користење собствени возила. Имаме велосипеди, имаме мопеди, имаме пешки. Одење пешки. Вчера имаше еден многу убав настан на Могила и колку е да е убав настанот, не може да не забележиш, например, таа несвесност, паркирани возила од Сала Македонија до крајот на Могилата. Сега ова ме поттикна, одамна го размислувам ова и наши предсоветниците на општина Прилеп го зачнав ова прашање или ова проблематика. Мораме со помош на граѓаните и со помош на сите релевантни институции да изработиме еден проект да им ги вратиме тротоарите на пешаците. Значи, забележете, се изгради тротоарите во моментов по сите споредни улици, а градски во центарот на градот има какво такво организирано паркирање. А во периферијата сите можни тротоари се зафатени со паркирани возила. Значи, тоа мора организирано да биде повеќе јавни институции. Тука се Министерството за внатрешни работи, полицијата, тука се јавните комунални редари, инспекциите во градот, Пајак службата, јавното предпријатие. Значи, сите недеструктивни организации кои се грижат за сообраќање. Бидејќи сите тротоари, како учесник во сообраќајот се вклучувам и себе и вас и сите, апелирам, значи, тротоарите се за движење на пешаци. Како би било една мајка со дете која турка колички мора да слези на коловоз, на лента, да си го загрози животот и за да може некој да го паркира. Ако сакаме да паркираме, има дворни места, имаме специјални простори за паркирање и така натаму. Тротоарите се наменети за пешаци. Се надевам дека за една година од сега ќе разговараме во позитивна смисла за барем делимично решен проблем со паркирање, вратени тротоари на пешаците и така натаму. За се треба време. За се треба на почетокот платен паркинг простор во Прилеп, во таа анархична состојба со нагласено его на нашите прилепчани, да плати паркинг, тоа беше невозможна мисија. Пајак служба исто беше пред известно време многу ризична работа. Но сепак со тек на време свеста на граѓаните, навиките се менуваат. Значи, нашите навики се како пластелин, треба да се насочат и полека го добиваме она градски начин на живење. Јас секогаш го Тоа е култура на живење. Културолошкиот шок што го доживев недалеку во Хрватска со сообраќајната култура беше неверојатно. Значи не можеш да видиш возило на тротоар, не можеш, воопшто не треба да се грижиш кога поминуваш на пешачки премин. Возачите се грижат за тебе. Дори има една анегдота што ја кажувам, стално ние стоиме на случајно сме застанале на И е должен да застане. и си правиме муавет, Тој не чека. тој не чека. Тој кај оди, ние не сме за преминување. Треба да се стремиме кон таква сообраќајна култура воопшто. Сепак за тоа треба време. Значи, Не затоа реков не се ставам и јас како учесник од сообраќајот. Велам сите сме одговорни за тоа. одговорни. Ја не сум возач, ама сум одговорен. Имаме во план во соработка со градот да изработуваме проекти за повеќе катни гаражи, монтажни катни, тоа не е од типот на овие претходно што ги разговаравме. Монтажни катни гаражи во центарот на градот, бидејќи најголема потребата за паркирање сепак во центарот на градот. Со булеварското решение, нели се забрани и се уништи паркирањето по двете страни на булеварот, и така да имаме проблем што старата чаршија ни остана одцепена, бидејќи нашиот начин на живење не одиме во простори каде што има близок паркинг. Значи секое зло за добро, значи зло се направи за старата чаршија, нема паркинг простор, помала посетеност, секое зло за добро. Добро е на периферните објекти се изгнездија многу локали кои се посетени
Па, мислам дека тоа е некоја мода која што... Не е мода, тоа е потребно. Тоа е потребно, значи потребата од пиење кафе наутро е потребна и сите тие периферни локали, кафетери работа со полна пара. Да работа многу подобро некој га... А тоа е причинско последнични Апсолутно. односи. Старата чача го изгуби значењето добија. Ајде да одиме на јавниот превоз. Кои се плановите и за подобрување на јавниот превоз? Спомна дека ќе се оди кон возила кои што Се со загадување нула, да. Со загадување нула, значи тоа е еден вид и зелена агенда на предпријатието. Апсолутно, да. Кажи нешто повеќе за тоа. Европските трендови да ги пратиме, макар што не милува многу да ги спомнувам Европа и нивните европски достигнувања, но сепак ние сме дел од Ние милувани или не, ние сме дел од модерните текови на живење и лошите работи ги примаме на себе. Значи, загадувањето е една од полошите работи кои го живееме секој ден. Јавниот градски превоз е една од мерките за намалување на загадувањето. Добро организиран градски превоз ја намалува потребата од излегување од сопствено возило. Потребата од 2 или 3 возила во едно семејство е излишна доколку постои јавен градски превоз. Организиран јавен градски превоз. добар, со чисти автобуси, со навремени Со автобуси. навремени и со линии каде што стасуваат до сите доминантни правци и потреби на сите граѓани. Ние почнавме скромно, значи во град од 70.000 жители, со... Веќе не сме толку. Не сме толку, ама последниот попис така кажуваше 74.000 жители, со над 20.000 фамилии, семејства и распон голем, кој што не може веќе да се дооди нормално и каде што димензијата време е најскапа, јавниот градски превоз се наметна како потреба на овој град. Почна скромно со 3 линии, за жал нема никаков исчекор, инаку основната идеја беше... И се уште одиме скромно со 3 линии. И се уште одиме Скромно со 3 линии. Дори на почетокот имаше на тие 3 линии по 2 автобуси, сега имаме скромно само по една линија. Бидејќи јас ја имав таа среќа да бидам раководител и директор на ова предпријатие од 2005 до 2017, после направив прекин и сега сум од пред нова година до сега повторно директор на ова јавно предпријатие, ама ја имам таа можност, таму каде што застанав, таму повторно да продолжам, бидејќи се немаше некој исчекор направен. Добро, барем во таа пауза сега има нови автобуси. Нови автобуси, во таа пауза, да, сега да почнем, има нови автобуси, екоавтобуси на метан, Тоа е многу важно. што е многу важно и во тој тренд треба да продолжиме. Добро, тоа едноставно се надоградува без разлика, затоа што на крај на краиштата е во наша служба е сето. Јасно. Јас ги користам. Не би навлегувал во детали, али во секој случај е добро што се набавени таков тип на автобуси. И сега треба да продолжиме во таков тренд. Мојата идеја е, се надевам дека ќе ми се оствари, веќе и со неколку невладени организации имаме стапено во контакт, со локалната самоуправа, градоначалникот, сектор за финансии, исто стапено ми сме во контакт и разговараме за можноста на проширување на возниот парк. За типот на автобусите веќе е заклучено тоа дека треба да бидат или електрични или на метан, или овие Еко 6 и дизелаши кои имат емисија на загадување нула. Има и така. Но идејата е превозни средства со голем габарит на секаде градот, бидејќи ги е затегнен град, не е формиран, ги нема сите профили на улици, да имаме помали возила, каде што би допреле до и најмалите населби во градот, бидејќи се уште по ниско социјалните групи го користат. Се сеќавам кога се формираше предпријатието 2004-2005 година 2011. Или 2011 беше, Само 2011 беше Јавен јавен градски превоз. превоз, да. Се сеќавам, имаше дебати зошто воопшто набавувате автобуси, ни требаат помали возила за прилет, затоа што има тесни улички. Како се решило? Се решило, почнало предпријатието, добро што повторно еве се враќа темата
да се набават помали возила, кои ќе бидат и помобилни и ќе можат да... На почетокот треба уште неколку големи возила да ги обслужуваат главните доминанти, како што се воспоставува. Трите линии кои се Трите постават. линии да имаме дупло, бидејќи сега тие и малку ми се автобусите. И тие Колку автобуси во моментов имаме активни? активни имаме 8 автобуси, ама не се сите нископодни, не се сите еко. Имаме 4 автобуси кои се еколошки и тие движат на овие линии, но имаме и организиран школски превоз, го мислам, јавното предпријатие вози за основните и средните училишта во градот. Имаме дел и за фабрички превоз, за фабриката Гринтер. Вршиме, ама со друг тип на возила, не нископодни, кои може да обраќат за градски превоз. Значи, мора да се набават прво уште неколку возила со голем габарит и потоа одиме со помали возила, каде што може да манипулират и во малите населби. Јас мислам дека си направивме еден убав домајчински муавец, се дадовме едно ветување за една година да се видиме пак и да видиме што од ова што како планови се стварени, колку сме успеале и ние како медиум ќе помогнеме колку што е можно за подигнење на свеста на граѓаните каде што може да се помогне, вашата работа си ја вркате вие, а наше да ви дишиме во брати кој една година да ви прашаме до кај сте стигнали. Фала ти еднаш што ме угости во твојата канцеларија, мислам дека бевме Ви благодарам вас, често беше што интересни. Сега би ве замолил да појдеме во делението за планирање и проектирање, каде што можеме да ги видиме и проектите конкретно. Нашава наука не е абстрактна. Нашава наука од умот преку раката до хартијата, сега е дисплејот, односно... Ќе биде супер забавно. Ајде да одиме таму. Ајде да одиме. Развој, политиката на развој во градот лежи во урбанистичкото.